Почна изградбата на новопроектираниот булевар Босна и Херцеговина, на потегот од раскрсницата со булеварот Словенија и улицата Македонска-Косовска бригада, до раскрсницата со улиците Бутелска и Кемал Сейфула. На почетокот на градежните активности, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека постојната улица Босна и Херцеговина е изградена пред повеќе од 40 години. Асфалтот не е заменет и широка е само 7 метри, а истата ќе прерасне во нов модерен булевар. Шилегов истакна дека еден од приоритетите да биде изградбата на новопроектираниот булевар Босна и Херцеговина е поради големите оштетувања на коловозната површина, но и поради тоа што представува главна градска магистрала што ги поврзува општините Бутел и Шутел-Ризари. Нашата желба, нашата заложба е Скопје конечно да го добие целокупниот лик онака како што е замислен во плановите. Ретко се случува градот во исто време, да не кажам скоро никогаш, градот во исто време да работи на два нови булевари во исто време. Два нови сосема коридори, значи не само реновирање на улици, знаете дека веќе се пробива Кристијан Тодоровски карпуш, сега започнуваме со изградба на Босна и Херцеговина, во тек е реконструкција на Партизанска, завршивме со реконструкцијата на Мирче Ацев, во тек е реконструкција на Антон Попов поранешна Огњан Прица, Братфордска, Лондонска. Булеварот ќе биде долг околу 1400 метри и широк 40 метри. Новиот булевар ќе има по 3 коловозни ленти во двата правци, 5 метри зелен појас во средината, странично зеленило како и пешачки и велосипедски патеки од двете страни. За реализација на овој капитален проект ќе бидат издвоени околу 150 милиони денари со пресметан ДДВ. На почетокот на градежните работи присуствуваше и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кој се заблагодари на градоначалникот Шилегов за одличната соработка и реализацијата на овие два нови булевари на територија на општина Бутел. Со помош на град Скопје ја отворивме Кристијан Тодоровски карпуш, иако имаше големи проблеми. Сега се случи и со Босна и Херцеговина, така да уште еднашка благодарност до град Скопје за проектите кои што се прават на територија на Бутел. Градоначалниците упатија апел до сите учесници во сообраќајот да се придржуваат на привремено поставениот сообраќаен режим, да ја почитуваат поставената патна сигнализација и брзината на движење, да ја приспособат на условите на патот.